Здраво за сите оние кои денеска се заедно со супер звездичките. Се уваме од населбата Кисела вода и денеска сме гости во градинката која што се вика 8 Март. Да им пратиме многу бакнежи на нашите верни, најверни, многу сакани гледачи. Драги гледачи, ова ќе бидат неколку емисии, значи станува збор за циклус на емисии кои што Супер звезда ќе ви ги подари специјално, вама ќе бидат посветени на најмладите. Зашто поточно станува збор? За да растеме големи, да бидеме убави и паметни, треба да јадеме здрава храна, поточно треба да внесуваме многу минерали и витамини. Сето тоа се состои во најздравата, највкусната и најдобрата детска храна која што се вика како дечиња? Лино. Како не слушам? Лино. Сето тоа го содржи највкусната и најздравата детска храна Лино. Голем аплауз за Лино, за нашиот спонзор на оваа емисија. Почитувани гледачи, останете заедно со нас и ќе видите значи за каква прекрасна емисија станува збор. Оваа емисија со мене се наоѓаат и две прекрасни девојчиња. Да ја кажам здраво прво на Билјана. Како си, Билјана? Здраво, одлично, супер, со Лино и со дечиња секогаш супер. Добре дојде во Супер звезда, добре дојде и за Љупка. Здраво, супер. Како се чувствувате? Супер, со дечињава прекрасни овие од Супер звезди и од градинката супер. Тоа се нашите представници од фирмата Агентнет, кои во оваа емисија ќе бидат мои домаќинки и ќе ми помогнат во остварувањето на нашата цел. Всушност за што станува збор? Значи екипата на Агентнет заедно со Подравка ќе посетат повеќе од 181 градинка ширум Македонија каде што ќе донираат појадок, поточно детската храна Лино ќе им биде донирана на повеќе од 16.000 дечиња низ цела Македонија. Ние сме вклучени во овој проект и во моментов се наоѓаме во детската градинка 8 март каде што ви ветуваме дека ќе направиме емисија како што немате видено досега, а и воедно ќе научиме нешто повеќе за една од најдобрите детски храни кои што воопшто постојат на светот, а тоа е детската храна Лино. Ајде сега да им пратиме многу бакнежи на сите оние кои што не гледаат и да им ветиме емисија како што немало досега. Договорено? А сега одиме да се дружиме значи со дечињата градинката 8 март и со Лино. А сега на сите оние кои се заедно со нас им ветувам еден многу интересен разговор поради фактот дека во оваа емисија на Супер звезда гостин е господин Ѓорги Симовски, кој што работи како нутриционист и диететичар во Заводот за унапредување на домаќинството Скопје. Господин Ѓорги, добре дојдовте во Супер звезда. Благодарам што ме поканите во емисијата. Светам дека ќе одбележиме еден ден, една промоција, една дружење, радост со дечињата во една од детските градинки во Републиката. Тоа е и апел до родителите, своите деца слободно, без размислување, да ги вклучат во животот и да ги запишуваат, да престојуваат во детските градинки по целата Република. Фала ви многу. Господин Ѓорги, моето прашање до вас е следново. Што значи нутриционист? Значи, што поточно е вашата професија? Ние се бавиме со исхрана, следење на исхраната од 0 па до најстарата возраст. Што значи, вклучени сме во сите сегменти на исхраната, планирање на исхраната преку нормативи, директни увиди, соработка со производни организации, соработка со детските градинки, едукација во врска со исхраната на вработените во кои така да имаме едно пошироко поле на соработка и на работа. Ме интересира, значи, во поглед на ова што вие го работите, да ми кажете што децата треба да користат и каква храна, значи, треба да користат за правилно и здраво да се развива. За правилен психофизички раст и развој на децата секако мора да се консумира сите групи на прехранбени производи што ги има 7. Што значи, исхраната мора да биде планирана и нормирана. Кај што имаме колективно живење, во случајот кај што се детските градинки, исхраната е со сигурност планирана и нормирана. Заради тоа што исхраната се планира преку месечни, односно неделни листи и листите се усогласуваат со нормативите за исхрана кои се изготвени од страна на Републичкиот завод за домаќинство. Дали е тешка и напорна вашата работа? Па динамична, секојдневно мора да биде согласно договор присутни во некоја градинка. Меѓутоа тежината на работата е пријатна и тоа што е нонстоп сме во контакти со деца, сакаме да помогнеме. Младиот организам е прекрасно да го гледаш како расти и се развива правилно. Што им порачувате на родителите? Какво внимание тие треба да им посветат на своите деца во оваа фаза на раст и развој? Во оваа фаза на раст и развој родителот е основа. Секако, коректор е можеби детската градинка, меѓутоа родителот во основа треба да се грижи за своето дете. Конкретно, се што е можно повеќе да се користат производи, да се подготвува храна во домашни услови,
оној оброк и детето после градинка што го добива, тој треба да биде секако нормиран, правилно подготвен, безбеден производ кој детето ќе му возможи сите оние дополнувања што можеби фалат во исхраната доколку ја има во детските градинки. Денеска сме гости во градинката 8 март, овдека во населбата Кисела вода. И меѓу другото спонзор на оваа денешна емисија, иницијатор на ова наше дружење е фирмата Подравка со нивната детска храна Лино. Ме интересира какво мислење имате вие како завод, како републички завод во поглед на храната Лино. Па видите, Подравка не е куќа која е нова. Подравка е на бившите југословенски простори присутна, реновирана производствена организација која има своји прецизни критериуми и стандарди. Лино е детска храна, која е инстант детска храна, диетална храна, која може да се користи во исхраната за деца од навршена 6-месечна возраст. Согласно сите прописи се знае, до 5 до 6 месеци детето мора да оби исклучиво да биде на мајчино млеко, односно природна храна. Што значи како дополнување на оброкот, а линотот може да се користи понатаму. Напоменав дека е инстант диететски производ кој многу брзо, лесно се подготува, кој е произведен од, реков, реномирана, проверена куќа, Подравка од Копривица, Република Хрватска, безбеден е како производ, во комбинација со млеко, децата може да добијат еден квалитетен појадок. Ние како завод претходно во договор со Подравка ги следевме сите анализи, што значи од дирекција за храна ги има сите потребни документи за безбедност на храна, што значи усогласени се со правилниците за млечни производи и оној правилник што е за микробиолошка исправност на прехранените производи. Ме интересира, рековме дека најмалата возрастна граница е 6 месеци. Која е најголемата возраст на дечиња? Дали Лино е храна за деца до година, 2? Знаете, се зависи од кој аспект се гледа. Линото, например, по наши согледување може да се користи и како исхрана на болни, изнемоштени лица, ради тоа што како храна може да се донира, да се дозира и преку сонда. Што значи, како оброк може да се користи и таму. Меѓутоа се напомена дека количината треба да биде многу поголема. Кај децата е некаде 30 до 40 грама со 200 мл млеко, кај другите категории секако таа количина мора да биде зголемена. Основата е тоа. Меѓутоа ние како завод пред да почнеме со сите тие договори, кои ги добивме новите комплетната документација од Подравка, односно преку агенцијата Агент.нет, констатиравме дека Лино производот може да се користи и како додаток од други јадења, например бомбици од пченица, што значи може да се додаде како додаток при апсорбирање на течноста. Исто може да се користи при подготување на ужинка која е многу омилена кај децата, лењата пита, што значи како додаток во филот на јаболкот, и тоа може да се користи во подготување како збогатување на витамински одел и при подготување на некои други видови на печива. Господин Ѓорги, има ли нешто што сакате да им го порачате на родителите во поглед на правилната исхрана која што треба да ја применат врз нивните деца? Знаете, нашите деца се. Велиме дека се најголемо богатство. Тоа најголемо богатство треба да се негува и да се чува. Ние ќе го чуваме, ќе го негуваме тоа богатство, ако имаме една правилна исхрана кај децата, внимаваме детето што консумира, како консумира. Секако дека битни се и другите елементи, меѓутоа како основа составен дел е исхраната. Со безбедна храна ќе имаме безбедни и здрави деца. Фала уште еднаш што ми бевте гостин во Супер Звезда, и благодарам уште еднаш што прифативте нашата покана да дојдете и да бидете наш гостин во оваа емисија. Благодарам и на вас. Многу успех и среќа со звездичките. Фала уште еднаш и се најдобро. Благодарам. Фала и на вас, пријатно. Сега дојде моментот да почнеме да го подготвуваме до ручекот. Јас се наоѓам во кујната на градинката 8 март, а веднаш до мене се наоѓа Валентина, да ја кажеме здраво, здраво и добре дојде во Супер Звезда. Добро ве Како си, Валентина? Супер. Значи твојата работа е овдека во кујна? Да. Работиш како готвач? А ова се твоите колешки позади? Да. Да им мафнеме ние, да ни мафнете тие. Мафнете ни! Ги значи дека сте 3 готвачи? 3. И вие спремате храна за сите овие дечиња во вашата градина? Да. Си ја сакате работа? Многу. Со многу љубов ја спремате?
Да. Ќе видиме дали е тоа така, откако ќе пробаме, ние ќе пробаат и дечињата и ќе видиме. Што прават вашите колешки тама? Спремаме за ручек. Значи, подготовки за ручекот веќе почнуваат. Што има денеска за ручек во градинката? Мусака, супа, салата зелка. Салата зелка, салатата ќе биде мешана или шопска или турска? Мешан. Мешана, многу мешана, малку? Средно. Средно мешана, ама добро мешана. Одлично. Сега, драги гледачи, да видиме, значи да го кажеме она зашто и дојдовме овдека, на кој начин се подготвува доручекот. Што имаме за доручек? Лино. Каде е линото, го видиме? Еве. Ова е линото, значи, еве, драги гледачи, од што ќе го правиме ние денеска нашиот доручек, прочем, за тој дојдовме овдека. Зошто се волку големи овие пакувања? Па вие си индустријски пакувања. Наменети за градинки и за училиште? Да, за големи објекти. Значи, сега ќе го правиме лино. Тешко ли е да се направи еден доручек лино? Не. Не е тешко, како се прави? Ајде да видиме, значи, да се направи лино, што све треба да имаме. 200 мл зовриено и оладено млеко. Значи 200 мл зовриено прво, а потоа оладено млеко да биде скроз ладно или пола-пола. Значи да биде млако, да не ги изгори дечињата оние кои што ќе јадат. Што правиме? Значи ставаме од млекото, прво да го измериме, значи прво ставаме онолку што треба, еве во чаша. Еве го млекото, сега го ставаме во тањер и со 5 лажици. Со 5 лажици лино, потоа ќе го измешаме големи и така, ајде да видиме сега како оди тоа. Значи еве го сипаме млекото во тањерот и додаваме колку лажици бе? 5 големи лажици. 5 големи лажици лино. Еве сега да отвориме, значи кесичката лино и да земеме 5 големи лажици. Значи вие, драги дечиња и родители, гледате значи како сето тоа се прави. Еве првата лажица, ајде да броиме заедно. Еве лажица број 2, лажица број 3, лажица број 4, да не истуриме надвор полека, и последната лажица 5. Еве, готово. И сега мешаме полека се додека не стане хомогено, така? Да. Значи да биде една целина. Ситно сецкан кромит се става? Не. Моркови се ставаат? Не. Само млеко и само лино. Значи ништо друго. Значи најздравите, најдобрите и највкусните состојки, сите витамини и минерали се наоѓаат токму во оваа храна. Еве тука скоро го приготвивме, може и камерата да погледне да види, значи како изгледа храната лино. Отприлика сме готови? Да. Колку време треба да мешаме? Додека не си изедначи масата. Додека не се изедначи, значи потоа може да го сервираме. Кој ќе го проба? Ти? Ајде да пробаме, ајде да видиме сега дали храната лино е добра и е вкусна. Сакам уште. Сакам уште, брзо уште една лажичка, да видиме. Ево го мојот доручек, драги гледачи. Одличен е, значи овдека не треба ниту шекер да се стави, ниту ништо. Шекер, ниту мед, ништо, све има Ништо, во него. све се има внатре. Фала, одлично. Одиме јас да го лапнам мојот доручек скришно, без да ми видат моите другарчиња, а потоа ќе ги послушаме и останатите дечиња, договорено? Договорено. Фала ти многу, Валентин. Што? Сега, драги гледачи, дое моментот кога започнуваме со доручекот, и ги моите другари и другарки брзо да пукне да направиме, брзо да пукне, едната рака ни е зафатена за лажицата, со другата ќе правиме да пукне, брзо, ете така, силно. Што доручкуваме денес, Злато? Лино. Денес јадеме нашата најомилена детска храна што се вика Лино. Каде ни е храната лино, да ја покажеме да видат нашите гледачи колку сме ние гладни, колку прекрасна храна доручкуваме денеска. Значи ќе јадеме, ќе бидеме полни со витамини и минерали, а потоа ќе растеме големи, најголеми на свет. До мене се наоѓа Нина, оваа згодна женска ми кажа за неа дека е една од најгладните овде, така ли е, Нина? Значи ти не си јадена од вчера, така? Да. Овој појадок денеска тебе ти е, значи, прв оброк. И што јадеме, да видиме сега во тањерот имаме, од која храна? Лино. Лино, во тањерот имаме најубавата детска храна што се вика лино. Ете, брзо да им покажеме како се јаде нашите гледачи. Ајде да видат, значи, како лапаме. Оп, една и сега уште една лажица, брзо 3, 4, уште една, ете така. Само во градинка јадеме волку многу или дома јадеме вака? Секаде каде што има лино јадеме волку многу. А оваа сега згодна женска овдека се вика како?
Јована. Јована да пукне, Јована брзо со таа рака што ти е слободна. Силно. Оп, ете така. Јована, кажи ми ти многу гладна дојде денеска во градинка? Една од најгладните си и ти заедно со твојата другарка и кажи ми денеска за доручек исто доручкуваме што? Лино. Лино е нашата детска храна што најмногу си ја сакаме. Кажи ми ти Јована, дали јадеш лино само овдека во градинка или ти даваат и дома? Секде јадам. Секаде јадеш лино кај што има лино. Фала ти многу Јована, да пукне. Јована, која е оваа женска се овде? Елена. Другарка ти е тебе? И она е гладна денеска? Здраво за Елена. Еленче, како си беше опреш? Добре ни дојде во Супер звезда. Како си кажи ми ти денеска, расположена? Да. Дали си порасположена од пред доручекот или од по доручекот? Подоручок. Значи, по доручекот сме многу порасположени и повесели. Ако доручкуваме од детската храна, која детска храна ја доручкуваме сега? Лино. Детската храна Лино. Прати многу бакнеши на сите кои што не гледаат сега во овој момент, многу бакнеши за сите. А сега ја дојав овде да ги видам овие двајца згодни дечковци. Едниот е у зелена блуза, едниот е у блуза на штрафти, а овој со зелена блуза се вика како? Димитар да пукне, добре да е во Супер звезда. Како си Димитар, расположен? Насмеан? Брзо наспим се на гледачите видат како ти се смешкаш, брзо на така. Еве го насмеан Димитар. А овој дека другиот згоден дечко се вика? Андреј, добро утро. Шо бреш си? Добар си да пукне прво. Так. Шо е во тањеров овдека? Лино. Лино, браво. А ти кажи ми Димитар, шо имаш во твојот тањер? Лино. Како се вика овој дечко што е расположен? Виктор. Виктор се вика. А оваа згодна женска? Ане. Ајде сега да пукне Виктор, брзо да пукне. Ајде, Ане, да пукне силно. Абе, многу сте силни, од кај ви волку многу сила? Од појадокот. Значи, појадувавме и станавме многу силни. Виктор, што јадеш кај тебе да видам што има за доручек? Лино? Лино. Ето, он доручкува лино, исто како и јас. Ане, кај тебе што има во твојот тањер? Лино. Ајде да видам како се јаде лино, да ми покажете 3-4 да видат гледачите како треба да го јадат и тие. Оп, зимаме, лапаме и гајле си немаме. Одиме понатаму сега да видиме оваа моја другарка, згодна девојка, здраво злато. Леле, колку си силна. Како се викаш ти? Марта. Марта? Да, Марта се вика, стварно е Марта? Марта си ти? Еве Марта, кај си ти? Еве Марта, добро утро. Добра си? Да. Мафним на гледачите што те гледаат сега. Пратим сега бакнежи многу. Ајде да видиме сега ти гладна ли си денеска? Да. Зошо си гладна? Не си јадена од вчера? Да. А сега за доручек што ќе правиме? Ќе јадеме лино. Ќе јадеме лино, драги гледачи. Зошто јадеме лино? Дали знаеш ти да ми кажеш мене? За да пораснеме. За да пораснеме и кога ќе пораснеме многу големи, што ќе правиме после? Ќе пееме песни во Супер звезда? Да. Ќе пееме песни. Пратим сега многу бакнежи на сите што те гледаат, Марта. И во следната емисија се надеваме дека ќе ти видиме ем порасната, ем распеана. Договорено? Ајде, поздрав. Овие другарки, драги гледачи, што се наоѓаат до мене сега овдека, се викаат како злато? Алесандра. Алесандра и оваа женска овде? Елеонора. Мафнете им на тие што не гледаат сега. Брзо сакам да им мафнете двете. Ете така, да видат колку сме ние насмеани и весели. Денеска ве фатив на доручек, нели? Што имаме денеска за доручек да видиме? Детска храна, лино. Така, а ти Злато? Лино. Дали секогаш ви јадете лино? Да. Јадете ли по дома? Да. А јадат вашите мајки и татковци? Да. А баби и дедовци? Да. Сите комплетно јадат лино? Да. Кажете ми сега скришум додека јадете вие овдека во градинка, јадат ли и вашите учителки лино? Сте ги фатили на дело како јадат? Да. По колку лапаат? По еден или по два тањира? Тањера. По два тањира, драги гледачи. Ете, гледате дека не е само за деца, лина го обожаваат и го сакаат и возрастните. Еве се тука има еден другар и една другарка. Оваа другарката се вика, здраво Злато, како се викаш? Теодора. Еве, а Теодора, драги гледачи, верували или не? А овој Шизиков овде се вика? Андреј Татовски. Андре, шо прешти со лажицата, покажи да видиме ние како треба да се прави со лажица од Сабајле кога ќе се дојде во градинка и кога ќе ни става доручек. Оп! А Теодора, како прешти со лажицата кога дојдеш Сабајле во градинка? Така. Андре, дали е вкусна оваа храна? Да. Денеска еве на Андри и на Теодора им ставивме лино, значи за појадок, како и на сите останати дечиња, да видиме дали ти се допаѓа тебе Злато оваа храна. Да. Прв пат јадеш лино или си јадела и друг пат до сега? Да. Ти, Андре, си јадел друг пат лино до сега? Да. Каква храна е лино, сакам да кажам. Еве сега, значи, тие што не гледаат, дали треба да јадат лино или не? Да. Кога ќе видат лино, треба одма да зинат и да лапнат или треба да побегнат? Да лапна. Да лапнат, драги гледачи, видовте дека храната лино, значи е таква да одма што ми ја видиме, зинуваме и лапнуваме. Одиме понатаму.
Додека јас правев интервју со оваа група позади, значи оваа втората група од дечиња овдека во градинката 8 март веќе изеле све. Така ли е, дечки? Да! Кој изеде скроз све да крене два прста да видам, значи? Сите сме најдени, ајде да видиме мускули имаме, силни сме, кај се мускулите ги покажеме? Да, храната Лино изобилува со витамини и минерали, сите денеска сме многу силни и прекрасно, значи доручкувани. Не чека долг ден овдека во градинката, кога ќе се забавуваме, ќе играме и ќе научиме некои нови работи. Така, ајде да ги видам сега вашите тањирчиња, да ги покажеме камерата да може да ги види. Ова е твоето тањирче, каде е твоето злото? А твоето тањирче, а твоето? Браво. Како се викаш ти? Ленче. Ајде наспе се Ленче, видат колку можеш ти насмеја да бидеш. Мафним на сите што не гледат, пратим се бакнеш и Ленче. Ленче, што доручкуваше ти? Лино. Лино, секогаш ли јадеш лино? Да. Дали има поубава храна од лино? Не. Затоа си порасната волку голема? Да. Стани ја видам колку голема си. А леле, поголема од мене за малку. Браво, Ленче. А оваа женска овде се вика? Калина. Калина. Брзо да им пратиш бакнежа на сите што не гледаат. Калина, расположена ли си ти денеска? Зошто си расположена? Поради прекрасниот појадок? Кај е твојот тањир да го покажеме? Еве го, Калина изеде све. Драги гледачи, голем аплауз за Калина, 3-4, аплауз! Да видиме сега оваа женска овдека до Калина, другарка и на Калина се вика? Матеја. Матеја, пратим бакнежи на сите што не гледат. Неа камерата, пратим бакнежи. Ова се бакнежите од Матеја, драги гледачи. Матеја, дури ни тањирот не го гледам. Кој беше твој тањир? Леле, джам направен. Тањирот джам направен, драги гледачи, погледнете. Значи, не да нема, него нема воопшто ништо. Абе, Матеја, секогаш јадеш волку многу? Стани, ја видам колку си голема ти порасната. Леле, драги гледачи, поголема и од мене. Браво, Матеја, фала ти многу. Да видиме Баже, драги гледачи, зошто не изеде се. Баже, зошто не изеде, бе ти? Зашто едам прв пат. Јаде прв пат и некои дечиња кога јадат прв пат, значи вистински не можат да изедат целоца бајлена, некои дечиња им работи, а некои не им работи стомачето толку добро. А да видам сега ово овдека што се вика Тео. Тео, кај си бе ти? Што упреш бе, добар си? Да. Насмеј се, ја те видам како си насмејан. Ао, многу поубав, браво, смеј се цело време. Можеш слободно да се смееш и да ми го покажеш тањирот. Кај ти е тањирот да видам јас брзо? Што имаш ти во тањирот? Ништо, драги гледачи, значи изедено све тоа детската храна Лино и за малку гризната и лажицата. И дома јадеш вака? Да. Многу ти е вкусна детската храна? Не јадев дома така. Дома не јадеш волку многу, само во градинка, нели? За да видат женските кој е најголем јадач и да знаат кого најмногу треба да го сакаат, така? Пратим бакнежи на сите што не гледаат. Пратим бакнежи и ти злато. Еве ги Тео и Баше ќе ни пратат бакнежи, а ја одам да ги видам овие две женски овдека. Последни на оваа маса што стана се викаат како? Како се вика злато ти? Каролина. А ти злато? Каролина. Еве Каролина, да видам, бе ти си као пејачка на Каролина, бе, иста си као неза, да? А ти беше како? Јана. Јана, супер, баш ми е драго што овака имам шанса да ве запознам дете. Дали ви изедовте све? Да. Кај се вашите тањири да ги покажеме? Каква храна доручкувавме денеска? Лино. Лино, значи Лино е нашата милена детска храна. Зошто треба да јадеме Лино ушеднашка да се потсетиме да им кажеме на другите дечиња кои не знаат? Треба да растеме какви? Големи. Во мускулите треба да бидеме какви? Силни. А во лицата да бидеме румени, да бидеме убави? Да. Весели, да бидеме многу расположени? Да. Ако им пратиме ли бакнежи на сите што не гледаат, сега идем кажеме дека они треба да јадат Лино. Јадете Лино, драги гледачи, за да бидете вакви, румени, убави, силни и паметни како што сме и ние овдека денеска со дечињата во градинката 8 март. Драги гледачи, тоа е тоа. Ја мислам дека направивме една од најубавите емисии што некогаш воопшто е снимена во Супер Звезда. Дечиња, што мислите вие? Убаво ли си поминавте? Да. Нина, кажи ми како беше злато ти? Супер. Ваква емисија немало? Не. Да пукне Нина срцето, најубаво. Анастасија, како помина ти злато? Убава. Значи, оваа емисија беше Најубава. джам емисија, браво. Ева, како си ве ти злато, шо бреш, добре си? Да. Очекуваше дека волку Боче поминеме денеска? Да. Ајде сега многу бакнежи за сите што не гледаат да пратиме од оваа страна. Супер. Еј, мечето Лино е задоволно. Задоволно ли е мечето Лино? Каква беше оваа емисија, а? Ваква емисија имало до сега? Стефан, што ќе кажеш ти? Многу убава емисија. А храната Лино каква беше? Супер. А нашето дружење овдека во градинката? Супер. Како помина ти, Филип? Убава. Значи, како ти беше денеска? Добро. Браво, пратим бакнежи на сите што те гледаат, Филип. А ти, Бодан?
Супер, храната е убава, се. Лино е многу фино мече кој што сака многу да се дружи, многу љубов, многу сакање, многу гушкање. Денеска, драги гледачи, значи се случи нешто што не можевме ниту да се надеваме, ниту да претпоставиме дека ќе испадне така како што вистински беше. Многу бакнежи од нас, многу поздрави. Ве поздравувам јас, ве поздравува Поздравка, ве поздравувам Мечето Лино и нашиот денешен домакин, а тоа е фирмата Агент.нет. Ве поздравувам уште еднашка, се гледаме повторно, со Лино ќе се дружиме уште еднашка следната сабота во 10 часот на канал 5 телевизија. Останете заедно со нас да ја проследиме и таа емисија во која што ќе откриеме уште некои многу интересни нови нешта кои немавме шанса денеска да ви ги прикажеме. Поздрав до сите, се гледаме. Чао, чао, чао. Бидете добри, весели, слушајте ги мама и тато и јадете што? Што да јадат? Лино! Чао, чао, чао!